тема ова утро ќе биде денот на градежниците или заштитникот на градежниците, а со тоа ќе ги отвориме и темите или ќе ги резимираме темите кои што оваа година беа актуелни на оваа тема. Денес се празнува еден од 12 апостоли, Свети апостол Тома. Според народното верување, тој важел за многу вреден, па затоа се смета за заштитник на многу занаетчии, а меѓу вредните занаетчии секако се и градежниците. Ова утро деканот на Градежен факултет Скопје, Горан Марковски, е гостин во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Малку подолга најава, затоа што имаме многу теми за разговор ова утро, како и секое утро практично. Може би во центарот на вниманието од она што ќе сега што ќе го на она што ќе се потсетиме Скопското асеизмичко лето 2023, па задоволни ли сте од тоа што го одработевте на оваа тема? Да, прво ќе ми дозволите да го честитам празникот на занаетчиите, особено на градежниците, оние кои што се присутни во сите области на нашето живење и оние кои за жал ги имаме се помалку. Ова година се навршија 60 години од Скопскиот катастрофален земјотрес. Тоа беше еден сериозен повод да се потсетиме на страотиите кои со себе ги носи оваа природна катастрофа и на сето она што ние треба да го направиме за да се заштитиме од нив, односно последиците да ги сведеме на минимум. Во таа насока беа одржани неколку настани во текот на ова лето, и тоа наречено Скопско асеизмичко лето, почнувајќи од конференцијата што се држеше на Градежниот факултет, наречена 4S, па се до 20-тиот јубилеен симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, кој се одржа на крајот на минатиот месец. Голема посетеност, проучување, изучување, запознавање со новите тенденции во градежното инженерство, во градежното конструкторство, се со цел за да бидеме поквалитетни и подобри и да можеме да се справиме со земјотресите и со останатите природни катастрофи. Дали науката е во чекор со она што се случува во светот, со светските трендови? Дали Градежниот факултет им го дава на студентите она што им е потребно за да бидат светски признати? Да, мислам дека она што Градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи им го овозможува на своите студенти е во рамките на она што е најсовремено во светски рамки. Впрочем, доказ за тоа е што нашите дипломи се насекаде признати во светот, без никакви дополнителни контроли, проверки и слично. Нашите градежни инженери лесно се снаоѓаат и влегуваат во косте со сите проблеми и во многу поразвиени земји од нашата. Тоа е доказ дека она што го изучуваат овде е на најсовремено ниво. Бетон СК е уште еден настан кој што беше одржан во соработка со една општествено одговорна компанија, ќе кажеме, која што се одважи и реши да заедно со Градежен факултет да го организира овој настан. Зборувавме за градби кои што треба да ни овозможат да спиеме мирно, затоа што скоро сите катастрофи се случуваат тогаш, кога сме најкревки. Дали овој настан ги оправда очекувањата, ја оправда причината поради која што беше одржан? Искрено многу сме задоволни од овој настан. Со компанијата Адинг организиравме и Средното градежно училиште, организиравме еден интересен настан со цел да ја поттикнеме, односно да ја потенцираме важноста на квалитетните материјали за да добиеме квалитетни конструкции. Во прашање беше бетонот, бидејќи бетонот е најупотребуван градежен материјал, не само во Македонија, туку и во светски рамки, и оттаму потребата да што повеќе се занимаваме со него, да ги внесеме, да во него внесеме што повеќе знаење, како една дополнителна компонента во бетонот, покрај оние без кои што не може. И знаењето е еден адитив, еден додаток на сето тоа што треба да придонесе да секогаш имаме квалитетни конструкции и, како што рековте, да спиеме мирно. Во настанот покрај студентите ги вклучивме и учениците од Средното градежно техничко училиште и тоа беше еден убав настан во кој што покрај струката беше вметнато и другарувањето и навистина сме задоволни и се надевам дека ќе прерасне во традиција.
Младите сакаат да се дружат, младите сакаат да излезат од прангите на образованието, условно кажано, нели мора да се учи за да се стане квалитетен човек, се разбира. Што ви кажаа нивните погледи на овој настан? Дали се потребни повеќе вакви денови во текот на годината? Да, младите сакаат да се дружат, сакаат да учат. На нас повозрастните само тоа да им го возможиме и да ги поттикнеме, да им го предочиме значењето на и потребата од постојаното учење и усовршување, бидејќи само така ќе може да ги исполнат своите амбиции, какви и да се, дали се и во материјалниот свет, дали се во духовниот свет, бидејќи со создавање на сериозни градежни дела и оставање зад себе трага за своето постоење е нешто што на вистина нема цена, е безценето и тоа се обидуваме да им го вградиме и да им го предочиме на младите кои што се определуваат за изучување на оваа струка. Градежниот факултет доби уште едно признание оваа година, 2023-та, тоа е инженерскиот прстен. Димитар Гошев е еден од 12 студенти на 20-та јубилејна манифестација, која што се одржа кај претседателот на државата, кој што ги додели практично овие инженерски прстени. Што значи за еден млад човек, за еден студент? Во една изјава за македонските медиуми, Димитар кажа дека Македонија е земја на неисцрпни ресурси, на неограничени можности. Што значи добивањето на едно вакво признание за еден студент од технички факултет? Да, јас од инженерски факултет. Да, јас верувам дека значи многу. Ќе бидам малку нескромен, ако дозволите да и тоа со гордост го кажувам да како претседател на инженерската институција на Македонија токму во мојот мандат беше воведено ова признание инженерски прстен, се со цел да се поттикне значењето на инженерските струки за развојот на државата и воопшто за опстанок на државата. И посебно сум горд што еве тоа прерасна во веќе една сериозна традиција, 20 пат беше доделен прстенот, покровител е секогаш претседателот на државата, го доделува инженерската институција на Македонија и од пред неколку години заедно со Комората на овластени инженери и овластени архитекти. Тоа треба да биде едно општествено признание произлезено од струката за оние кои вложиле труд во своето образование, кои покажале одредени резултати и да биде поттик и за нив, а и за сите останати млади луѓе да продолжат понатаму со таков начин за да можеме да изградиме едно современо општество, развиено општество, па дури и да придонесеме во развојот и на цивилизацијата на глобално ниво. А за да придонесеме во развојот на цивилизацијата и на глобално ниво, прво треба да придонесеме за развојот дома. Имавме неколку материјали во текот на емисијата кои што говорат за тоа дека Македонија кубури, ќе се изразиме така, со наталитет, со работна сила, со умови, со потенцијал, меѓутоа не во квалитетот, туку во квантитетот. Луѓето ни бегаат, се иселуваат од државата. Зборувавме неколку пати во вашите гостувања во нашата емисија за тоа каков е бројот на студенти, па очекувате ли некаква позитивна промена, очекувате ли некој зголемување на бројот на студенти на градежниот факултет во скоро време? Да, човечкиот потенцијал според мене е еден од најсериозните проблеми со кои што се соочува државата и со кои што ќе се соочува во наредниот период. Повеќе причини постојат за тоа, наталитетот се намалува, луѓето, младите се полесно се одлучуваат да заминат надворот државата, можностите за тоа стануваат се поголеми. Знаете како моćните држави го бескрупулозно го злоупотребуваат она што да. Квалитетот, свесни сме дека во одредени држави се даваат многу поволности за студирање, тоа не е тоа е со цел да се собере квалитетот кај себе и затоа ние треба да преземаме низа мерки и во текот на образованието и после него за да младите луѓе ги задржиме кај нас. Тоа не може само со зборови да биде и со убедување, туку треба да покажеме на дело дека сме подготвени да направиме се, да повеќе се занимаваме и најмногу се занимаваме со младата популација, бидејќи тоа е иднината на оваа држава. И таму треба да вложуваме многу повеќе отколку во другите категории население, затоа што без млад потенцијал, без нова енергија, која е движечка сила на општеството, да не зборувам за нашата струка, не можеме да сметаме на некаков посериозен напредок. Треба да им се овозможи
поефикасно образование, поквалитетно образование, да им се даваат стипендии, да им се дава поттик за учење, да им нудиме разни бенефиции во текот на студирањето. Ако можат странските држави да им овозможат бесплатно студирање, зошто да не им овозможиме ние, затоа што тоа се наши деца, нашата иднина. Без нив, нашиот идентитет ќе исчезне. Кога тогаш? Нашите улици не се како некогаш, не се полни со џагор, не се полни со луѓе, со деца, меѓутоа да се надеваме дека ова е лична констатација, не мора да е точна, не мора другите да ја прифатат, меѓутоа да се надеваме дека ќе се врати животот онака како што некогаш го живеевме, како што го замислуваме. Треба да бидеме отпорни, резилентни, така наречено, така кажано. Отпорни конструкции е еден од материјалите кои што сакаме да го представиме. Ова е книга која што е во насока на доедукација или едукација или стручно усовршување на градежните кадри. Што представува оваа книга? Да, ова е збирка од абстракти од последниот симпозиум, чија тема беше токму таа која споменавте, отпорни конструкции. Тоа е топ тема во светски рамки, затоа што сведоци сме на големи промени во климата, а тие климатски промени најмногу делуваат токму на градежните конструкции. И оттаму потребата да се занимаваме со проектирање, изведба и одржување на отпорни конструкции, на оние конструкции кои што нема да бидат доведени во ситуација да бидат неупотребувани или да бидат доведени во ситуација да мора да се урнат, а да не може да се санираат од дејство на климатски промени, од дејство на земјотреси и други природни катастрофи. Затоа треба да се вложи во знаење, затоа треба да се вложи и во искуство, во размена на искуства и знаења на широко ниво, и градежните конструктори, воопшто градежните инженери во Македонија треба да ги засукаат ракавите и да овие се повисоки стандарди ги воведуваме и во нашата пракса. Ова е светска топ тема. Ова што го имаме пред нас ги задоволува светските стандарди, претпоставувам дека е она што им е потребно, нели? Апсолутно. Македонија има стратегија, каква е, таква е, мора да ја носи на одреден период. Каква е нашата национална стратегија за просторност, за урбанистичко планирање? И тоа беше еден од моментите кои се разговараше оваа година. Да. Имањето на стратегија не само на државно ниво, тоа и на семејно ниво, и на лично ниво е нешто кое што мора да претходи на развојот. Ако воопшто човек нема стратегија за сопствениот развој, тој не може да се развива. Така и за државата, каде што процесите се покомплексни. Токму затоа се изработуваат и просторни планови на периодот од прилика 20 на години. Сега се изработува најновиот просторен план. Градежниот факултет имаше прилика да добие изработка на 4 студии кои што се во рамките на овој просторен план, а се поврзани со дејностите кои што ги врши факултетот. Една многу одговорна задача, една многу сериозна задача, на која што моментално работиме веќе подолг временски период. Се надевам дека до крајот на годината ќе оформиме, ќе го заокружиме тој процес. Таму се занимаваме и со водните ресурси, и со сообраќајните перспективи на државата, а секако и со однесувањето, односно со спречувањето на катастрофални последици од природните катастрофи. Професорката Елена Думова Јовановска беше гостинка во Македонија наутро. Зборувавме за анализи на природните опасности. Имаше работилница и на оваа тема, па ете полека да го заокружуваме во разговор пред да го чуеме колегата Ване Марковски и да го видиме каква е втората слика во Скопје. Информација за режијата дека може да го побараме Ване на линк. Добро, Ване е спремен. Ние ќе го финишираме разговорот со оваа работилница која што е исто така еден од моментите кои што треба да бидат на кои што треба да се концентрираме. Го зборувавме тоа во текот на целиот разговор, меѓутоа да го заокружиме тоа. Задоволни ли сте од она што таму се разговараше, од она што таму се донесе како заклучок? Генерално како фела, како многу задоволни во работилницата беа вклучени институции
кои што се навистина заинтересирани и се поврзани токму со овие природни опасности. Вчера бевме сведоци на вежба која се држеше и посветена на случување и организација на постземјотресни случувања. Само дискусија, меѓусебна дискусија, интензивна и квалитетна соработка помеѓу сите институции кои што се засегнати на било каков начин со овие природни случувања и опасности, може да не направи поотпорни на нив и да бидеме што поорганизирани во моментите кога тие ќе се случат. Не можеме да влијаеме на нивното случување, сепак тоа е природна моќ, меѓутоа можеме да влијаеме да ги намалиме последиците и да бидеме што поподготвени во такви моменти, наместо да не опфати паника и страв, туку организирано да настапиме за да последиците ги сведеме на минимум. Се тргнува од науката, дали институциите ве слушаат, дали ја слушаат науката? Да, дали соработуваат, дали се кооперативни? Имаме соработка, ние се обидуваме оние знаења што ги поседуваме, што ги имаме, да ги предочиме на институциите кои што бараат одреден совет, мислење од нас, на нив е понатаму дали тоа ќе го почитуваат или не. Јас верувам дека ќе имаме се повеќе случаи примери кога мислењата и знаењата од науката ќе бидат преточени во праксата. Гоran Марковски, деканот на Градежен факултет Скопје, гости на ова утро во Македонија на утро. Уште еднаш да им го честитаме денот на градежниците. Нека име честит и нека продолжи да се развива оваа струка кај нас. Заслужува. Токму така. Без градежништвото нема развој. Благодарам на поканата.